Христос воскресна за многу години. Само убајника и сите. Бог да ве благослови. Здраве, љубов, среќа, пари полна вреќа. Абе се што сакате море, најубаво празник наш. И Божик е голем празник. Ама воскреснувањето ја прави можда цела вера. Така што само зубо нека вие јадете, пите, омрсете се конечно, да пуштиме на шпица и се враќаме од може. Се кршевте со јајца, бе? Кој победи? Кај мене дома се знае. Жената. Сите јајца ми ги скрши. Партал ме стори. И Савајле рече на ти едно кршаче. До кај што ќеш да победваш? Јарно, ма поминав јас успат кај моите. Мајка ми вели ела малце. Кој победи ми вели дома. Жената му вика. На ти сега едно кршаче. Убаво шерено кршаче. Да одиш и ти да му ги скршиш јајцата. И сега дечки ја имаме борбата. Вечната борба. Навидум невидлива. А во некој фамилии видлива. Меѓу сна и свекрва. И пошто тие не се тука за да си кршат јајцата, сега јас ќе му ги скршам јајцата. Да видиме кој ќе победи. Кој да мава прв. Ај све крвата како повозрасна ќе му дајме прва да мава. Прати се. Та! И што мајче? Ај да видиме сната како ќе мани. Та! Мајко. Ќе те скрши сната, ништо не правиме вака, мајко. И победник во оваа рунда е сната. А после секоја борба само зетот го боли глата. Не врска, се шалам. Ова е таа традиција што треба вечно да остане. А не таму ми кажвате зајаци бркале, таму јајца краделе од кај кокошките нам шо зајаци по куќите. Шо имат врска тие зајаците со јајцињата? Да сме кабил ќе поприме, појма немаме што правиме. А шуба јаде ти си имаме. Велик ден, голем ден, убав ден, клучен ден за нашата вера. Христос воскресна од мртвите и со смртта ја победи. Тоа е мажбатуле. Со смртта да ја победиш. Најголем символ велик ден се црвените јајца. Црвеното нормално означува крвта, внатрешноста на јајцето, телото на Исус. И ова го означува неговото страдање за сите наши греови. Гарант денешно време му иди пада слези од озгор и пада страда за греовите, оти греови невидени сме направени. Али добро. На крајот на денот, кој ќе одиме од таа страна, тогаш ќе ни кажат што сме направили. Што значи символот нова ни е јасен. Шо прат зајаците во приказната ми објасни него. Јас знам дека се сладки, особено како чорбичи. Ама шо прат во велик ден? Јас не знам, пишете ако знаете. Тој не е само најголемиот, туку и најтешкиот празник што го имам. Зато го имам и најголемиот пост. По чест на човекот што ги истрга најголемите маки за нас. Знаеш што значи да те распнат бе? Ќе се удриш од ќошо на масата, ќе те боли 3 дена прсто, не ќе можеш дош ке куца. Да те распнат бе. Страшна работа. Баш заради тоа Велики петок се смета за најтежок ден. Најмногу се пости тогаш. Најмногу се пази. Замисли постиш времиња мевце, немаш каснато душата ти бара мевце. Чукнува 12 сато Велик ден. Се кршите со јајце и одмах отвараш јајцето го јадиш прво. Сол си носиш во живо. Чак солта, так јајце. Жена ти го неки нејзиното, земаш и него го лупиш, так солта, так јајце душен. Од тука право дом. Се кршите со јајца, правиш мимоза салата. Так со громиче, знам дали мимоза се вика, јас така си ја вика. Ено мимозиче ќе направиш. Так. Масло, киселина, солца од озгора, замешваш малце мас батуле. Друго правиш ти салатичето, жена ти месото го вади од рерна. Седнуваш, не чекаш ни утре, ручек не чекаш. Уште нокта холестерол илјадарка го правиш. Стегаш. Абе да не можеш да дишиш, завршваш со јадење, не можеш да дишиш, поќе готов. Прејаден, препиен, и ете жената од таму ти носи козињаче. Козињаче бе брат, убајна. Ти козињаче немаш од лани за Велик ден каснат. Душата ти бара, стомако препон вака ќе распука уште малце. На тешки думи се думаш, го гледате тој филм умово козињакот и лиги ти капа. И едно време си велиш, еднаш се живее, ексики, стомак и све, дај го ламу козињак. Ти велиш ке каснам 2-3 залачиња. А тој пусти козињак, не те остава 2-3 залачиња да касниш бе батуле. Му влегваш и ја, како скинат. Отепваш една плетенка цела. А уште ако има нешто мармалатче, нешто низ него поблаго да биде. Некој мили брод го вика, не знам како го вика. Дали е брод, не знам, ама миле. Абе шо ти кажеш? Мас, една плетенка минимум оди. И ќе се донапиеш водиче нешто после тоа. Тек тогаш не можеш да дишиш батуле. Оттегнат вака го крам. Мислиш сега готово ги спушти конците. Да збивташ од таа страна. Легнати за ова се слуша. Не може. Маки брат, ама убај маки. Убајни на душата. Еве јас што не постев ми се така убајни на душата. Камоли некој мевце што нема касна. И еди падни притисок и си легни. Станваш од Савајле, милиарда пораки сите истите. Христос воскресе за многу години. Христос воскресна. Некои си пишат и си одговарат. Христос воскресна, вистина воскресна. А Бога ми имаме такви што цели литургите ги пишат во порака. Христос воскресна на овој ден. Исус стана од мртвите и со смртта ја победи. Да сме благословени. Ето
крај нема море. Го видиш вака цел реферат, умаваш лайк и му велиш вистина воскресна за многу години толку. Сам се ето убо, супер е напишано, негде му е земе, некој го напишал, ове го земат, го препишва. Туба мисла со сите марифети. А брат, 2000 пораки имаш од луѓе, Христос воскресе, треба му вратиш на луѓето, немам јас да читам литурги тука од Савајле. Поздраво, се знае кој е. Христос воскресе, вистина воскресе. Или Христос воскресна, на вистина воскресна. Толку е. Ама добро, на крајот на денот барем шират некоја позитива, шират некаква верба, шират некој убаво расположение, за тоа не можам да речам збор. Ако ви убаво на душата литурги да пишете, пишете слободно. Јас чисто да ви кажам дека нема време кој ќе ги чита сите сега, многу си. И не станваш Савајле, уште ти е тешко од јадењето од вчера, одговараш на вистина воскресе на сите, звонат луѓе од Савајле и мене порано кога оставав на чујно телефоно, ме разбудва од едно време од Савајле. Од ко се женив, жената ми рече клај го на нечујно да не ме разбудва никој, јас ради жената, не ради мене, ради жената. Так на нечујно кој сака нека звони, кога ќе станам, ќе ви се јавам на сите, ќе ви честитам, не е проблем. Ама го станваш ти во 6-7 Савајле, не значи дека ние во 6-7 станвам, јас во 7 легнувам Савајле. Тие што се редовни, што се уват го научија муаведот, овие што не можат да му научат, тие се критични да речем. Ќе ти звони во 8-9, да не те разбуди, да не спиеш. Не ме нивата ја орам во 8 сато, шопрам во 8 сато Савајле, ма. Спијам нормално. И зато, за да нема нервози и лутења на ваков убав ден, так на нечујно кој ќе станам, јас ќе ти се јавам. Христос воскресна, вистина воскресна. Толку е. Се нормално во недела наручек кај сеој. Ај родителите, те уште тешко ти од вчерашното, јадење са традош пак да јадиш. Да ги речи некој не мораш да јадиш, абе не мораш. Ај не јади да те видам. Ај не јади да те видам. Јас да шо ти личам овде. Не сум џабе 105 кила направен, јас сум гурман, море ми се јади. Сега да имам јадено, па ми се јади сега. Особено ако е месо, ако е вкусно нешто направено. Арама пред дојш наручек, има една друга традиција. Значи се дотерваш, пошто на времето се дотервале само за празници, за слави. И те останато како адет, нема мислиш дека не останат. Значи и дома да седиш Великден ќе си се дотера. Сите кошулче, клајано, панталончиња, те берат, не те берат, ќе си ги клаиш. Великдене ќе се дотера, што ќе прави? Зајарени сите дотерани, несуредени, право на широк сокер. Да те види народо великденски дотеран како, иначе дотеран не те гледа секој викенд. Кај те гледа секој викенд дотеран излезен таму. Нема туле за Великден да те види. Излегваш мавате шетња, кафе, мафе, ти реков ми рече друштво ова она. А спадни вчерашното малце да го изодиш, оди сега треба на друго јадење дој. Јојте по широк сокак и нормално сите што ги знаеш, сите се таму. И нема шетање, имаш 2 чекори застани, 2 чекори застани. И на секое. Шо правиш батуле за многу години за убава? Христос воскресе, вистина воскресе батуле, шо правиш? Аре не мисли за многу години. Брат, шо правиш за многу години? Христос воскресе. За многу години батина. Цел пат тоа е муавето, ама расположението замера. Сите се срекни, сите се весели, празник е за многу години да ме сваѓа. Е тоа ме радва најмногу. Дај Боже цел живот така да се сите. И од кога се видиш со сите, од кога се изгушкаш, избацваш таму со сите со цела Македонија. Од тука така дотеран, легваш в кола и право ка твоите наруче. И тука процедурата се знае. 5 кила салата на маса. Особено мимозиче со јајциња, бе сваѓа. Јадења, чуда, и го носат месото, ша. Се обично некој прат јагниња, јариња. Кај нас пошто домакинката мајка ми не јади јагнешко, свинче се прави. Свинчето, та и му влегват. Јадење. Тапа. Ке се прејадиш, не можеш да дишиш пак. А знаеш дека и тука ќе изват козињаче, изват благо, друго, трето. Абе тежок живот. Вие мислите лесно од маса на маса, ове по кафани шодат секој ден, мислите лесно е вие. Море. И ништо, ајде ќе се најадиш, ќе се напукаш пак, тапам во стомакот, толкав ќе се направи. Си викаш ајде преживеавме зубо нека. Си седиш, ти си мислиш дека завршивме и жена ти вели за колку време ќе ојме кај моите. Ти си викаш ле, пак треба се јади. Сам јас изгорен сум додам кај незините, стално има за јадење нешто убаво за мера. А тапан во стомакот. Барабан од 105 на 110 качен моментално. Шо има кај твоите за јадење? Јагнешко печење, холестерол од 2000. Ништо, ајде да спадне јадењето и одим. Станваш, почнуваш да шеташ низ соба, да треба па на јадење да одиш, не играчка ова. Оде една маса на друга. И вадат печење јагнешко, так во фурна испечено. Абе да се топи в уста. И за ги речиш не јади, не мораш да јади. Ај не јади да те видам. Не јади да те видам. По стомако ќе пукни, ти клаваш, гнетиш од тоа. Демек без леп ќе јадам јас. Нема проблем батуле за тебе. Уште домаќините нормално ќе ти речат, не сестра ми касни, ајде јади ти. Голем маш си ти треба да јади. Не знам дали се познавам, уште ми тежи некако. И ќе се настегаш и таму јадење, пиење, се што треба, ќе изват благо, ќе изват ова, она. И ти седиш на таа столицата, ма паѓа глата, не можеш, ќе пукниш. Падна притисокот, готово. Е тоа е, борба е живото, нема мрдање. На крај на денот си велиш, ко можел Исус да истрпи
раснат да види, ќе издржиме и ние намаса, не е проблем. Шо се мора, не е лес, не е тешко. Шо и уште појако. Шо денес пат треба да ојме негде на јагнешко. Аби дедовци, роднини, стрини, тетки, мујни, да си споштоват луѓето. Аман фади, праиш муавет. За надрва цепење не викајте, за јадење не е проблем. А мислам и дека време е да одим. Така што тука ќе речиме ова епизода. Јас уште еднаш да ви посакам среќни празници за многу години нека е. Само убајни среќа да ви носи живото и да ви посакам полека со јадењето. Не правите коменоти, а го тргните на та патека, тоа е. Секоја година в лето сум спремен годинава да сум жив и здрав ќе биде работата. Ќе се срамиме една недела две, ама не е страшно. Увек празници дечки се гледаме во среда. Поздрав.